и Давид Темелков. Давид, дојди да им кажеш на децата колку се радуваш што се види. Микрофонот и вежба. Добар ден на сите. Огромно задоволство ми е што пристигнав во Загреб и гледам ваква една војска на звездички, војска на христијани, луѓе кои што го очекуваат Христовото раѓање. Да се радуваме сите заедно и да пееме заедно сите. Значи, Димитар Андоновски, Давид Темелков, Владко Лозановски, пред да ни го земете, ние да го земеме тука за да се обрати на сите. Владче, Стефан, ве очекуваме. Звездичките се во раце. Да поздравиме најголемата бадникова поворка во Скопје и сите 40 бадникови поворки низ цела Македонија. Здраво, здраво на сите. Дали може ве чујам? Здраво и од мене, баш ми е мило што ви гледам толку голем број, сите звезди се тука и ние сме уште некои ни фали, ќе видиме после, да, Елена сега доај, баро парк. Дали може ве чујам? Свет, свет, свет си, пресвет Господи. Дали може голем аплауз за овој спектакл тука што е? Браво. Ајде се, Стефан. Владичице, спаси ги християните. Свет, свет, свет си, пресвет Господи. Драги дечиња, добро ни дојдовте и ова година
Многу сме весели што ве гледаме во толку голем број. Во очекување сме на и останатите мои колеги пејачи. Дали сме спремни еднаш да ве слушам да ги пееме најубавите божикни песни? Браво, баш ми е мило, звездичките ни се во рака. За кратко се упатуваме кон Соборниот храм. Сите заедно за да славиме и му пееме на Бога. Може заедно да пееме уште еднаш вечниот Бог да се загреваме полека, нели? Ајде. Вечниот Бог слезе и во Дева се всели. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Ајде сите заедно. На сите и Господ, дојде Адам да го преобрази. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Сега малку да ги чуваме гласовите. Дали сите имаме звездички? Дали сите пробавте од бадниковите колачиња? Не. Ама има и пред Соборниот храм, рековме 5000 дека има на број. Имаше и тука, но веројатно се потрошиле. Има уште 5000 пред Соборниот храм. Еви Стефан, една проба со Стефан. Добро утро, добар ден на сите. Многу ни е мило што сте денес тука. Ние заедно со моите колеги ќе успееме да развеселиме и да ги испееме овие песнички после пред Соборниот храм. Така да ја нема да пеам, ќе го штедам гласа за после. Доволно испеа овие двајца или тројца преубави гласови и се гледаме пред Соборниот храм, нели?
Индивидуалното. А тоа можеме да го направиме со овој тип на случувања во кои ја обединуваме целата енергија позитивна која ни е потребна. Знаете, нација без традиција не е нација.